Искрено, мене најлесно ми е кога некој друг ќе ми каже што да сготвам. Денес правиме шампита. 5 јајца, ги двоиме белка од жолчка. Петте жолчки ги матиме заедно со 70 грама шеќер, 70 грама шеќер и 1 ванилин шеќер. Откако јајцата, шеќерот и ванилиниот шеќер се изматија, додаваме 70 мл млеко, 50 мл зејтин, 40 грама брашно, една мала лажица прашок за пециво. Повторно матиме. Смесата за подлогата или за пандишпанот е веќе готова. Вака спремниот пандишпан оди на печење. Одиме со подготовка на сирупот. 70 мл вода заедно со 140 грама шеќер. Убаво мешаме. Се дека не се растопи шеќерот. Откако се растопи шеќерот, ќе додадам и една лажица сок од лимон. Сирупот почна да врие, ако оставете го нека поврие малце. Сосема доволно е. Сега ги додаваме и 5 белки. Матиме. Постепено додаваме 70 грама шеќер, но не наеднаш, постепено. Океј, сега матиме уште заедно со сирупот. Исто така и сирупот, многу важно, треба да биде претходно ладен, тотално ладен и се додава исто така постепено, што се вели капка по капка. Ајде. Вака треба да изгледа нашиот фил за шампита. Да. Само да ви кажам што се случи со пандишпанот. Откако го испеков, го завртев само од обратната страна, да биде поравно. Сега ставаме од белките, тоест филот. Вака спремната шампита оди на ладење од прилика 2 часа. Се гледаме подоцна. И да, нашата шампита е готова. Ајде да ја пресечеме. Вака изгледа нашата шампита. На здравје!